Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е 106-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ќе ви говорам за една од најпопуларните ТВ серии на днешницата, која за многу кратко време успеа да добие енормна гледаност и внимание, затоа што покрива две заедници. Едната е геймерската заедница, која со години го чекаше екранизирањето на нивната омилена видеоигра, а другата е заедницата на гледачи на ТВ серии, кои чекаат да добијат уште една апокалиптична серија во која судбината на светот е препуштена во патниците од источниот дел на САД кои патуваат кон запад со цел да се истражува пред се способноста на девојчето да биде имуна на загризувањата од страна на зомбијата. 20 години по започнувањето на пандемијата, што па значи дека треба да се соочат со орди на зомбија кои ќе ги пресретнат на нивната одисеја низ САД во ТВ серијата The Last of Us, работена за HBO, се поставува пред се моралната дилема и во самата видеоигра на која што се базира и во ТВ серијата, дали да се спаси тоа што преостанало од талогот на човештвото, или па можеби да се спаси саканиот, кој ќе се обидеме да дојдеме до дното на ова дилема од текот на емисијата, која што имавме можност да ја започнеме со насловната тема од оваа серија, која што ја работи Густаво Сантаолала, од кого што ќе може да слушнеме уште неколку композиции во текот на емисијата, а по него следува гранџерите Sand Rider, односно две композиции од нивниот албум Envelatration, односно слушнавме Аја и ја слушнавме насловната тема Envelatration. Во продолжение ќе ја слушнеме и Weasel, која што исто така се наоѓа на ова албумско остварување на американскиот гранж бенд кој што ни доаѓа од Сиетл, местото каде што во втората сезона најверојатно треба на Last of Us да се пристигне. Односно станува збор за едно моќно трио кое што има комбинација на сладж, на гранж, на хард рок, на хеви метал влијанија, кои што го издадоа нивниот петти албум кој што ми напоменав дека се нарекува Envelatration оваа година, а претходниот им беше Армада од 2018 година. Така што во продолжение на емисијата слушаме моќните Sand Rider. А доколку сакате да знаете како се преживува во постапокалипсата во The Last of Us, тогаш вие сте на вистинската фреквенција која планира од сферата помеѓу појавното и имагинарното, кај што се крие еден притаен меѓусвет нудејќи можности за одгатнување на енигмите на постоењето. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете вклучени. Започнувам програмата на ТВ 103. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 106-тото издание на емисијата ТВ 103 посветена на The Last of Us, која што е постапокалиптична драматична американска ТВ серија со трилер и хорор елементи, која е создадена од страна на Крейг Мезин и Нил Друкман, односно таа е работена за HBO, која се базира на истоимената видеоигра од 2013 година, издадена за Naughty Dog. Крейг Мазин, односно авторот на Чернобил, бил голем љубител на играта, која ја има напишано авторот на Uncharted и на Last of Us, односно Нил Друкман, а тој пак бил љубител на Чернобил и на тој начин одлучиле да ги издржат силите поради тоа што Крейг сметал дека играта би функционирала подобро како серија, не како филм, на тој начин би имало повеќе простор за да се образложат ликовите и нивните намери, како што првично било планирано да биде работена како филм, меѓутоа седнуваат и пишуваат пилот, го презентираат на HBO, од страна на HBO тие не ни знаеле, немаме врска за која игра им зборуваат воопшто, пошто нели се живее во кули од слонови коски, надвор од цивилизацијата, ама не може да му сгрешат на Крейг, кој што нели им носи злато, па затоа и го дозволуваат снимањето на серијата. Може би со надеж дека HBO ќе добие своја Walking Dead франшиза за молзење и не се далеку од вистината.
Серијата започна со емитување на 15 јануари, а заврши на 12 март, односно се емитуваше цели 2 месеци, цел јануари, цел февруари, завршувајќи до март, со објавување на нова епизода недела за недела. Концепт кој ви е јасен дека се применува само за да се задржи полого, да се задржа полого пред се претплатниците на услугите на сервисот. И според потоците на гледаност, тие се растечки од првичните 600.000 од првата епизода до 1.000.000 до последната, односно ова се цифри од домаќинствата кои што во мигот се вклучиле на кабелскиот оператор, иако вклучувајќи ги потоците со HBO Max, има околу 4,5 милиони по епизода на гледаност, а во мигот кога ги гледав табелите на американските кабелски компании кои што ги објавуваат, забележав дека Last of Us е најгледаната кабелска серија во тие месеци во САД, позади спортските преноси кои што се емитуваат исто така на кабелските оператори. Таму така што доминираше со малиот екран од првиот квартал не само во САД, туку и ширум светот со оглед на тоа што HBO и HBO Max може да се гледаат и во нашата држава. Сите серии, освен House of the Dragon, од продукцијата на HBO, имаат добиена своја епизода на TV103, така и ќе остане, затоа што кога тие фрлаат пари на серија, фрлаат и тоа доста, па затоа имаат и мал број на ТВ серии продуцирано, ама повеќето од нив и тоа како се квалитетни. Покрај оваа серија се одвиваше и емитувањето во овој период на Rain Dogs, а во најава се ТВ серијата The Idol, потоа нова сезона True Detective, во тек мислам дека е нова сезона на Barry, Somebody Somewhere исто така треба да започне, во тек е нова сезона на Perry Mason, Succession исто така последната сезона е во тек и најавени се новите ТВ серии како The Sympathizer, Little Films, The Regime, Angel City и секако за мене најинтересните најавени се сериализирани верзии на филмовите Maniac Cop, Scanners и Hellraiser, па да видиме што ќе биде со нив. Ова се сериите кои што се продуцирани исклучиво од HBO, а не тие од HBO Max, тие се сосема поразлична дивизија и таму си дозволуваат повеќе бројни продукцијски потфати за разлика од носечката, од матичната куќа, односно од HBO, каде што треба да се задоволи поголема клиентела за разлика од таа што е на свежо оформениот стриминг сервис HBO Max, така што HBO се уште си го води форматот кој што си го негува од многу години назад. Значи тоа е сепак телевизијата која што го модернизираше начинот на кој што се прикажуваат ТВ серии на малиот екран и може да си прават што сакаат со начинот на нивното емитување. Иако се прикажува и на вклучувајќи го и HBO Max, одговорните од HBO ја користат можноста за популаризирање на нивниот стриминг канал со тоа што се прикажува и таму, меѓутоа серијата е под капата на кабелската телевизија и се води како таква, затоа и фокусот ќе оставам на HBO, бидејќи за сериите од HBO Max ќе ви говорам кога ќе анализирам некоја која е направена исклучиво за него. Што се однесува во време трајањето на првата сезона, таа брои 9 епизоди кои имаат минутажа која драстично варира, односно има 2 епизоди по 80 на минути, односно како два долговечерни филма делуваат тие, има неколку од 60 минути и кон крајот на сезоната се речи време трајањето од 40 до 50 минути. Така што нешто под 9 часа грубо пресметано ќе ви бидат потребни за гледање на серијата во целост. Јас веќе ви имам посочено дека не ги милувам сериите кои се емитуваат недела за недела, овој застарен модел не одговара на мојата ненаситна потреба за пуштање на наредната епизода, но не беше тоа единствениот проблем во поглед на Last of Us, се случи да го загубам и интересот и континуитетот, но повеќе опрашање беше самата волја за гледање, па на средина на сезоната демонстративно престанав да ја гледам. Од една страна поради неинвентивниот пристап во прикажувањето на апокалиптичниот сетинг, па чекав да заврши комплетно за преостанатите епизоди да излезат и со маки нив да ги изгледам, така што секоја чест на тие што со трпение ја гледаат недела за недела, јас немав толеранција и дисциплина да го направам тоа
Проблемот е во мене, меѓутоа не можам да се изборам со тоа и ти споделите што би рекли американците. Тоа е тоа. Мислам дека нема потреба од пролонгирано гледање на епизодите, излезени се сите, врзани се една со друга и бинџањето во 2-3 дена и тоа како е изводливо ако јас се прашувам, а тоа скоро никогаш не се случува. Серијата е ситуирана во 2023 година, 20 години по габичната инфекција која загосподарила со светот, која ги зомбифицирала луѓето и со незиното ширење го овозможила пред се падот на човештвото и општествената пред се структура која што до тогаш е изградена. Кога зборувам за габична инфекција, станува збор за еден вид на печурки кои што во минатото и воопшто ден денес имаат својство да запоседнат одредени инсекти, да влезат во нивните тела, да си го почнат да паразитираат во нив и постепено да ги трујат на тој начин што го запоседнуваат власта врз телото и потоа постепено се хранат од него. Джоел е глумен од Педро Паскал, има задача да ја пренесе имуната Ела, глумена од Бела Ремси, од еден крај на Америка до друг, криејќи се од инфицираните, но и од луѓето кои што преживуваат, така што не се единствените непријатели самите печуркари. Јас така ги нагалено јас ги нарекувам овие зомбија со тоа име, со оглед на тоа што самиот изглед, заради тоа што габите никнува на нивните глави и тела, ме асоцира да ги означам со овој назив, а во зоните на карантин треба да знаете дека се формирани две групации. Едната е Federal Disaster Response Agency, односно FEDRA, накратко, што би се рекло, тоа е армијата на новиот свет, за која што нели работи и самиот Джоел, а од страна на друга фракција која што се појавува како нивен опонент, односно тоа се бунтовниците кои што го водат отпорот против, како што самите ги нарекуваат Федра дека се фашисти, самите се замислуваат дека се ослободувачи, односно дека се борат против тиранинот кој што треба само да воведе ред, како што знае и умее, така што во очите на Федра бунтовниците се третирани како терористи, а во очите на бунтовниците тие се ослободувачи на народот. Именувани се како светулки, односно како Fireflies. Така што имате Федра од една страна како власт и Fireflies како отпор нивен. Мериен, односно нивната шефица, го задолжува да ја превезува Джоел Ели со функционалниот камиони сад за да ја донесе до нивните центри. Снимена е серијата низ канадската Алберта од јули 2021 до јуни 2022. За жал, Джонатан Ренк требаше да го сними пилотот, меѓутоа се откажа поради COVID пандемијата. И тоа за мене е ненадменлив губиток на серијата, затоа што без неговата визуализација серијата мислам дека не го достигна зацртаниот потенцијал на визуелен план. Колку што сум запознаен и на Махершала Али и на Метју Макконахи им е понудена носачката улога пред да ја прифати Пабло Паскал. Серијата е снимена за 200 снимачки дена, од во просек некаде околу 18 до 19 дена се потрошени по епизода, односно од 2-3 страници од сценарио се снимале во ден, што искрено бидам не е ни многу, не е ни сосема малку со оглед на тоа што го одржале континуитетот, меѓутоа си имаат земено добар замав за да имале доволно време, не се за жалење, и тоа како можеле да направат тоа што го гледаме на екранот да биде по-оживотворено. When you're lost in the darkness, infected, long time, please hold to my hand, endure and survive, kin, left behind, when we are in need, look for the light, се насловите на епизодите. Во поглед на самите габи има неколку вида на печуркасти габи кои што нели ги запознуваат телата на инсектите и на антроподите, за кои што во наредниот музички блок ќе
ви подготвив еден извадок од самата серија, каде што на најдобар можен начин научниците состројоточуваат што точно се случува со едно тело доколку е запасената, например, од кордисепс, од неколку габи паразити кои што знаат да земат превласт над едно тело и што би се случило доколку тоа тело е човечко. Морам да напоменам дека не сум ја играл видеоиграта која се појави, ниту ќе го играм продолжението, така што не можам да пренесам искуството на раководење со ликовите низ пустелијата. Меѓутоа не ни треба, не ни морам да ја играм играта за да ја гледам серијата, тоа е небулозно доколку би го правил по секоја цена. Од кадрите од играта кои што имав можност да ги погледнам, кои се обвестуваат со тие од серијата, можам да речам само браво за нив, успеале да пресликаат од еден медиум во друг, со милионските суми кои што се фрлени во серијата. Меѓутоа, забележувам дека постои една неукост во која што се поврзува тоа пресликување помеѓу медиуми како символ за квалитет на една серија, како една ознака за тоа, што е класично мешање на баби и жаби според мене, затоа што без разлика дали изворниот материјал доаѓа од видеоигра, театарска пиеса, расказ, роман, графичка новела, па дури и филм, погубно е доколку се преслика само кадар за кадар или па реплика за реплика на малиот екран, односно тоа дело веќе е реализирано, според нормативите се разбира на медиумот во кој што тоа е поставено и е комплетно нефункционално доколку буквално се преведе од еден во друг. Затоа треба да се толкува и да се помине низ процес на адаптација, кај што мора да подлегне на правилата на игра од медиумот во кој што влегува, а не од тој од кој што излегува. Не само да се држи слепо до иницијалните кои што ги има. Јас сум либерален филмски критичар, што значи дека ако Крег Мезин има една визија за серијата, не мора да значи дека таа е ултимативната. Утре може некој друг да ја купи правата, да направи поиздржани ликови, да раскаже друга приказна за сетингот, да го промени действието, да изгради ново, да ги смени сите ликови, сето тоа да биде не само допустливо, туку и ќе биде потребно можеби, затоа што без тоа излегување надвор од нормативите на медиумот нема да можеме да чекориме напред всушност. Така што мразам пресликувачи и ценам адаптирачи по нивен мерак. Не морам ни да ги гледам генеричните ликови од видеоиграта за да речам дека е добра серијата, напротив, радо би гледал поавтентични ликови отколку нив, доколку некој би се сетил да ги изгради и да ги направи да бидат тродимензионални за разлика од тие што ги добиваме. Во серијата се истражуваат сите лица на себичноста, на која човекот се потпира за да преживее во свет во кој не важат повеќе законите на кои сме се договориле ние, се создаваат нови заедници со своји мерила и се носат нагли одлуки за одземање на животи, нели, во борбата за секоја капка бензин, храна или медикаменти. Тука имаме еден класичен судар на љубов наспроти моралните вредности и се поставува прашањето дали ќе го дадеш најмилото за општо добро на шупаци. Во условно кажано во таква форма, ако можам да ги напоменам луѓето кои што се преостанати во светот, и ако помеѓу нив има исклучоци на правилото кои што говорат токму со нивното постојање и преживување дека има добра душа, која што за волја на вистината завршува порано и прерано со оглед на тоа што не ја добиваат потребната заштита и најчесто е таа која што ќе ги носи на нејзин грб. Се формираат во овој свет фашисти, анархисти, комунисти, нели, ова е светот на иднината и кај што секако дека ќе има религиозни фанатици, реваншисти ќе има и се разбира канибали. Споредните ликови ги убиваат најмилите или се самоубиваат за да го спасат, нели, светот, тоа е нивната цел, која што Джоел во даден момент не го дели нивното мислење и смета дека нема потреба тој да подлегне на уште еден животен губиток само за да може само за да постои можноста дека би се спасил светот доколку би ја предал или на овие не знам колку се тоа способни институции, меѓутоа едноставно не го дели мислењето дека вреди или да го даде животот за потенцијалната можност за спасување на светот.
односно не смее да се занемарат и еколошките фактори, односно злоупотребата на природата која што ги прави габите да бидат адаптабилни и да го запоседнат човештвото, а самото изложување нели на смртта го прави Джоел да биде безчувствителен, односно да биде натажен налик зомбијата и токму Ели е таа која што ќе му го возобнови животот, односно ќе му ја врати надежта на назад, меѓутоа нема да биде подготвен да се збогува со неа кога ќе дојде моментот за тоа и донесува една одлука која што ја подели гледачката публика на пола, буквално. Барем денодека додека истражува за серијата, дојде до една констатација дека ако пребарате на Google, ако го пребарате конкретно насловот на серијата, ќе ви се појави една печурка во црвен круг на екранот и ако ја притиснете, ќе се активира една анимација во која ќе никнат дополнителни печурки и со секое наредно кликање ќе растат се повеќе и повеќе, ширејќи се и ќе ви го запоседнат екранот, налик начинот на кој што се пространуваат печурките во самата ТВ серија. А тука можеме да направиме една кратка музичка пауза, имено во продолжение на емисијата ќе ги слушнеме Стонер. Односно, станува збор за бендот кој што е оформен од страна на два члена на култниот и еден од најзначајните стонерок бендови во историјата на музиката, односно Кајас, предводени од Бран Бьорк и Ник Оливиери, односно ритам секцијата, со тоа што покрај нив во бендот членува и Рајан Гуд, односно во дадената ситуација Брант е на гитара, Ник е на бас, двајцата се вокали, а Рајан е тој кој што застанува зад тапаните. Со тоа што тие зад себе имаат издадено неколку албуми, а денес ќе ви го представам нивното ново студиско остварување, именувано како Boogie to Baja, односно ќе слушнеме од него City Kids, It Ain't Free и Boogie to Baja, односно насловната најдолгата 10-минутна джем сесија која што имаат претходно, ако не се лажам, ги имаат албумите Totally, издадени за Heavy Psych и Stoner's Rule, а ова е издание кое што е објавено оваа година во форма на EP, со оглед на тоа што заминува минутажата над 20 и нешто минути, меѓутоа е моќно издание кое што исто така е на Heavy Psych, кое што сметам дека мора да му се даде внимание и на него. Значи ова моќно трио кое што ни доаѓа од Калифорнија и се двигатели на психоделичниот рок-н-рол и пустинскиот звук, односно родоначалници на пустинскиот звук, од нивното последно EP издание Boogie to Baja и слушаме три композиции и потоа ќе слушнеме најавата за воведот на самата серија, каде што се разговара во една ТВ емисија за пандемијата, која што хипотетичката пандемија на крајот на 60-тите оваа емисија, која што се начнува можноста дека печурките ќе завладеат со светот. Потоа ќе се вратам ветер да ви говорам за актерите и актерките кои што ги имаат главните испорените улоги во ТВ серијата The Last of Us. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, ова е 106-тото издание на емисијата ТВ 103, односно специализирана радио емисија за актуелни и квалитетни ТВ серии, а денес ви говорам за The Last of Us. Во средиштето на емисијата сакам да продискутирам за актерите и актерките, односно за нивните улоги кои што ги имаат во серијата, која што е предводено Педро Паскал, кој што го знаете од Game of Thrones, а јас го знам од The Unbearable Weight of Massive Talent, а тој во серијата глуми Джоел, средновечен преживувач кој што е измачуван од траумите на неговото минато, со оглед на тоа што Джоел има задача да ја прошверцува малата девојка Ели надвор од карантинската зона и да ја носи низ срцевината на Соединетите Американски држави, односно тоа што е преостанато од нив во таа постапокалиптична деценија во која што се заглавени. Джоел тешко слуша на едното уво поради истрел на пиштол, кој што поминал покрај него и има болка во колената. Тој работи за Федра и односно за организацијата која што ги обезбедува преживеаните и има избегано текста заедно со неговата ќерка и брат, од кој еден војник ја има убиено неговата ќерка, а неговиот брат се наоѓа во една затворена заедница.
тој се приврзува за Ели и не сака да ја сподели за да биде употребена како лабораториско глувче, односно го запознаваме дека е заглавен во времето, исто како и неговиот часовник во мигот кога е убиена неговата ќерка, самиот часовник е символ за неа, и се поврзува со сурогат ќерката, е така да ја наречеме Ели, која што го живнува и баш поради тоа што му ја враќа надежта во човештвото, наместо да вегетира како едно подвижно зомби, ајде така да условно кажано го нарекуваме и него зомби, со оглед на тоа што само се обидува да преживее и ништо повеќе во светот, таа е таа која што ќе му ја врати надежта конкретно во социализирањето како битие, со оглед на тоа што функционира како хермит, и баш поради тоа што се приврзува, не сака уште наш да помине низ траумата на губитокот на најмилите, така што не е подготвен да се откаже туку така од неа и ќе се обиде на секој можен начин да ја заштити, па макар и тоа таа да не би сакала да се случи. А Ели ја глуми Бела Ремзи, која што исто така знаете од Game of Thrones, таа е 14 годишно девојче кое што покажува прилично многу пркоси и гнев, но има и потреба нели од сродство и од припадност, а неа изгубила својата резигнираност, лесно се поврзува со децата и има некаква си наклонетост кон играта на зборови, конкретно кон пановите. Таа е имуна на инфекцијата која што е шират кордисепс и може би го носи клучот за создавање на вакцина. Сега незината мајка се инфицира кога се поради со неа, а предводничката на Fireflies ја зема под закрила уште од мала возраст и таа му ја дава улогата на преносувачот, односно на Джоел му ја дава да ја однесе од еден крај на Америка на друг. Заљубена е во незината другарка и на секој муабет се обидува да даде незино капаче, односно незиниот збор да биде последен. Со оглед на тоа што сите блиски починуваат околу неа, таа би го дала незиниот живот за да се спаси светот и се ослободи од грижата на совест која што има наталожено со секое умирање на незините најблиски. Меѓутоа, таа незина желба, Джоел во ситуација кога ќе биде тој при свест и ќе ја донесе одлуката за да ја заштити наместо да дозволи да се жртвува за можното изнаоѓање на вакцина, не ја достигнува зацртаната незина цел да се жртвува, да биде месијата кој што ќе спаси светот, меѓутоа Джоел не ја соопштува таа вест дека не е даден незиниот живот за потребата на создавањето на вакцината, едноставно кажува дека ќе мора да се оди на побезбедно место. Покрај нив, во споредните улоги во серијата ги има Нико Паркер, која што ја знаете од играната верзија на Дамбо, таа ја глуми Сара, 14 годишната ќерка на Джоел. Таа се грижи за својот татко, задевајќи го поради неговото однесување и ставот кој што ги има во неговиот живот, и таа е таа која што ќе биде убиена од еден војник. Џон Хана го знаете од 4 венчавки еден погреб, тој глуми доктор Њуман. Неговиот глас можевте да слушнете на почетокот на претходниот, на крајот на музичкиот блок, пред почетокот на говорниот. Тој е еден од епидемиолозите кои што ги искажува предупредувањето од заканата за појавување на габите во време на неговото ток-шоу гостување во 1968 година. Кристофер Хајердал го знаете од сагата Twilight, тој глуми доктор Шейнхарст, односно тој е епидемиологот, другиот епидемиолог во ток-шоуто од 1968 година, кој е скептичен за предупредувањето кое што го дава доктор Њуман. Тука мора да ја напоменеме и Мрл Дендрич, која што е пејачка на Бродвеј, која што има настапувано во мюзиклот Рент и во Jesus Christ Superstar. Таа ја глуми Мерлен, односно шефот на светулките, на Fireflies, движењето нели на отпорот кој што се најаве дека ќе ја добие саканата слобода од воената држава. Дендрич ја повторува незината улога што има и од самите видеоигри. Тука е и Брендан Флечер, кој што глуми Роберт, тој е силеџија и трговец со оружје на црниот пазар во карантинската зона во Бостон. Роберт се плаши и од одмаздата која што би ја планирал Джоел со неговите постапки. Ја имаме и Ана Торф тука, која што знаете од ТВ серијата Mindhunter и од Fringe. Таа глуми Тес, таа е преживувачка и уште една шверцерка која што е партнерка на Джоел. Тес е почитувана
зачитувана во зоната за карантин во Бостон, поради страх кој што го имаат од неја. Таа е заштитничка на Ели за време на нивната мисија, односно таа е придружбата нивна на почетокот. Габриел Луна, кој што го знаете од ТВ серијата Матадор и од Agents of S.H.I.E.L.D., го глуми Томи, помладиот брат на Джоел и поранешен војник, кој го одржува идеализмот во својата надежда половар свет. Томи бил регрутиран од страна на световките, но се откажал од нивната кауза и сега живее во една затворена заедница која што си има струја, си има вода и си се ефикасни во себе одржувањето. Така што тој, неговиот брат се пресретнува со него во дадена ситуација кога ќе открие дека си живее многу добар живот човекот и нема потреба да бега надвор од таа комуна во која што се има најден, односно таа, како што нагалено ја нарекуваат комунистичка творба. Рутина Уесли, која што ја знаете од True Blood и од Queen Sugar, ја глуми Марија, таа е водечкиот член во населбата каде што живее Джексон, во Джексон, односно таа е бремената сопруга на Томи, поранешен помошник на јавниот обвинител, и таа е милослив водач која што е бремена страна на Томи и дефинитивно Томи не би ја напуштил, не би оставил во цедило и затоа неговото место го гледа во заедницата. Кристин Хаким, се извинувам, ја глуми Ратна Претиви. Таа е професорка по микрологија на Универзитетот во Индонезија, која ја советува владата да ја бомбардира Џакарта за да го забави ширењето на инфекцијата, поради тоа што знае кои што се импликациите до кои на глобално, на светско ниво може да дојде доколку не се спречи оваа инфекција. Значи не станува збор за инфекција која што се шири само исклучиво во САД, напротив, едно паралелно действие се одвива и во втората епизода токму во Индонезија, каде што е земено предвид дека и научниците кои што се наоѓаат таму се свесни за тоа дека нема да може да се стави под контрола ширењето, односно незапирливото ширење на самите габи. Тука имаме и звездата Ник Оферман, кој што го знаете од Parks and Recreations, ви говорев за него во ТВ сериите Devs и во Fargo. Во серијата го глуми Бил, тоа е преживувач, американски сервајвалист, кој што е мизантроп по природа, кој живее заедно со неговиот познаник, кој што станува и партнер Френк. Паранојата и недовербата на Бил кон владата го направила да биде подготвен да ја пречека пандемијата, заштитен од еден безбедносен подземен бункер каде што ги има сите комодитети и погодности кои што му се потребни за да преживее на апокалипса. Да не го забораваме и Мареј Бартлет, кој што глуми од The White Lotus, тој е Френк во оваа серија, кој што исто така е преживувач, кој што живее во изолиран град со Бил. Френк е попријателски настроен од него и има поголема доверба во Бил, сакајќи да го разубави нивниот град и да создаде пријателство со Тес и Джоел, и тоа е по социјалниот од нив двајца, со оглед на тоа што бил антисоцијалниот лик, меѓутоа се отвара еден кон друг и има една прекрасна изведба на пијано која што ја свири токму Оферман. Уште да не забораваме да ги посочиме Ламар Џонсон, кој што глуми во The Hate You Give. Тој е Хенри Бурел, кој се крие од револуционарното движење во Канзас Сити. Хенри е повреден неговите собствени постапки и има одмазда против него која што раководната од Канзас Сити ја води, но на крајот ги прави тие одлуки за да го заштити својот помал брат Сем. А раководната со овај округ, односно со ова, ајде да го наречеме револуционерно движење во Канзас Сити, ја глуми Мелани Лински. Ја знаете неа многу добро од Don't Look Up, а незината кариера ја започна со Heavenly Creatures и воопшто филмовите на Питер Джексон од Нов Зеланд и се појави во антологијата XX. Кетлин, иако делува, ја глуми Кетлин Коглан, иако делува дека е нежна, тоа како е жестока и одмаздолюбива лидерка на овој мал град, која што живее за незината одмазда буквално. Кейвор Монтреал Вудворд е Сем, тоа е глуво 8-годишно дете кое што е уметнички надарено, кое се крие со својот брат Хенри. Да се му била диагностицирана леукемија на млада возраст. И во серијата се појавува и Скот Шеферд,
Него знаеме како Девид во серијата, проповедник и водач на една религиозна група. Девид на неговата фасада, на неговата површина делува дека е мирен, делува како грижелив лидер, меѓутоа и тоа како е манипулативен и навредлив за да ги подсети членовите на неговиот предсе лидерски статус кој што го има во оваа комуна, и тој тврди дека го има најдено Бог по избувнувањето на пандемијата и се разбира дека и храни со човечко месо поданиците без тие да се свесни за тоа. Така што за него целта секогаш ги оправдува средствата. Дефинитивно најомилена ми е Ботл епизодата каде што Френки Бенд се двајцата кои што се двигатели во серијата, како и воведот на научниците кои што можевте да слушнете, и по некои од крупните планови каде што може да се забележат печуркарите, например, или по масовната сцена. Се друго е некако ставено на второ рамниште за мене, со оглед на тоа што мислам дека барем 10 години по гледањето на оваа сезона, ова ќе бидат сеќавањата кои што ќе ги имаме, односно сцените кои што ќе излезат на површина и ќе ми останат запаметени. Ќе продискутираме 10 години во иднина за да ви потврдам дали или да го негирам ова што го кажувам денес. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза, во продолжение на емисијата ќе слушаме Temptress, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Тексас, од државата од каде што Джоел има пребегано за да дојде во Бостон, односно овие се од Далас, Тексас ни доаѓаат, односно ни доаѓа ова трио предводено од Келси Уилсон, која што е вокал и гитара на овој бенд, односно тие го издадоа нивното прво долгосвирачко издание, ако можам да констатирам тоа, кое што се нарекува Си. Од него ќе може да ја слушнеме најдобрата композиција Death Comes Around, 10-минутна творба, и Serpentine. Се надам дека ќе имаме време и неја да ја преслушаме, кој што се наоѓа на овој бенд на думерскиот, Stoner Rock бенд, кој што издава за Metal Assault Records. Така што во продолжение слушаме овие две композиции од Temptress и на крај на емисијата ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги има ТВ серијата The Last of Us. Вие слушате радио канал 103, ова е емисијата ТВ 103 со своето 106-то издание. Именно станува збор за емисијата која што е посветена на The Last of Us, односно за самиот крај на емисијата ќе ви говорам за одредени спецификации кои што ги имам преодредено за сите емисии кои што ги анализирам во рамките на овој серијал посветени на квалитетните ТВ серии кои што можете да ги погледнете во овој момент. Именно Last of Us има најава, што е се поголема и поголема реткост во рамките на ТВ сериите, и тоа има одлична анимирана најава во која што растат печурките и го запоседнуваат цел свет, што повеќе ви сакале од тоа, односно таа е аналогна на самата анимација која што ја имате на Google доколку ја пребарате и оваа ТВ серија, така што е најдобра асоциација наместо да се посочуваат ликовите кои што и како се нивните разврски, со оглед на тоа што не би можело за нецела минута да се направи тоа, подобар начин е и овој метод за прикажување на анимација, со помош на анимација како се развива всушност пандемијата. Пилотот на серијата го работи Крейг Мезин од Чернобил, а втората епизода ја режира Нил, односно авторот на самата видеоигра. Потоа по една епизода режираат и Питер Хоар, Джереми Веб, потоа Лиза Джонсон, Алија Баси, односно режисерот на Бордер има една епизода, и Јасмила Жбаниќ, која што го режираше Куовади Саида. Исто така има една епизода која што ја режира. Нема потреба да континуитет во самите епизоди со оглед на тоа што апокалиптичниот свет е поставен како современото полека што треба да се направи тоа бегство од истокот кон западот на САД, а наспроти нив се случува еден начин на
флешбек реминесценција во поглед на ликовите, така што голем дел на овие режисери не ни треба многу да се оптоваруваат за визуелната естетика која што има да биде постигнат во некаков си континуитет со оглед на тоа што има скок во време. Во поглед на музиката која што на почетокот имавте можност да слушнете најавната композиција која што работи Густаво Сантаолала, тоа е композиторот на Инариту, кој што има работено од почетокот на неговата кариера со него. Тој ја прави насловната тема за да дојдеме и дополнително останатите композиции, за да дојдеме до 66 горе-долу едноминутни кратки партитури, во кои што му помага се разбира Дейвид Флеминг, кој што има компонирана оркестрација за токму за тензичните сцени во кои што се бркани од овие печуркари, односно зомбифицирани луѓе, кој има работено и на Wonder Woman 84, извинувам, и Top Gun Maverick. Покрај нив во рамките на серијата може да слушнете и Tomorrow на Avril Lavigne, White Flag на Dido, Never Let Me Down Again на Depeche Mode, Offerman, како што веќе ви напоменав, ја изведува Long Long Time на Линда Ронштадт, и All or None ја има од Pearl Jam на една од композициите, на една од епизодите, а секако дека Take On Me на Аха исто така мора да си го најде своето место во серијата. Погледна сценографијата, како што би очекувале за една постапокалипса, имате распаднат свет, поранешни функционални згради кои што сега се само прибежиште за духови, секако дека има и заедници кои што се обиколени со ограда, кои што се бранат од страна на печуркарите со огнено оружје, имаме оплячкани продавници, имаме расфрлени автомобили на секаде, мувла и печурки кои што го запоседнале. Ги запоседнале не само луѓето, туку и асфалтот кој што во градовите е доминантен, така што тоа е приказот на постапокалипсата, еден еколошки крик, ако повеќе сакате, кој што говори за тоа како природата си ја презема превласта над земјата. Погледам фотографијата, не знам дали на визуелен план е премногу блиска до survival зомби филмовите и сериите, па затоа можеби не ми е толку привлечна фотографијата на или поради тоа што Ксенија Середа од Бинпол го има работено во голем дел, ја има работено оваа серија заедно со недокажаните Ебен Болтер, Надим Карлсен и Кристина Мајер. Снимањето на рака и френетичното бегање од зомбијата е свесно затворање во ќош за секој снимател, што му ги редуцира можностите за екстетизација, така што искористиле строго држење до на правилата и нормативите на натурализмот во кој што се доловува оваа тензична поставена. Со поглед на монтажата, Тимоти Гуд работи голем дел од самата серија, потоа Емили Мендес, Марк Харцел и Синди Моло, исто така работа на оваа серија, која што е донесена, каде што е донесена одлуката флешбек секвенците да се во засебни епизоди во кои ќе се оди наназад, ама оставено е поголем простор за запознавање на динамиката на ликовите, ама тоа па и ја иницира опасност од досадување нивното колоквијално талкање, така што би сакал гледачот малку да се држи поактивен, со понекое заплашување на среде епизода, што не би било на одмет според мене. Во поглед на костимографијата, нема да може да се испере облеката која што носат баш тоа кога ќе посакаат, така што треба облеката прогресивно и да се валка која што има, меѓутоа кога е во случај пред 20 години нема некоја си разлика освен во живнатост на боите, се разбира и водењето повеќе грижа за личната хигиена, а секако дека во контекст на каква облека ќе биде искористена во рамките на за време на ТВ емисијата од 70-тите, односно крајот на 60-тите, има еден друг концепт за тоа што тогаш се сметало дека е популарно, односно дека е тренди. Погледнат природното, самите печуркари ја пополнуваат оваа категорија, како рој на пчели се собираат и комуницираат овие представници на природните појави. Хумор може да иземеме предвид пановите на Ели, можеби, и од друга страна семејството на американски домородци кои што и тоа како си уживаат во дивината надвор од нападите кои што се одвиваат во оваа постапокалипса. За нив таа се уште нема пристигната, меѓутоа од еротика нема ни трага ни глас. Поглед на ефектите има практично одело, односно и шминка на печуркарите кои што е направено за да се долови во крупен план, например во една сцена како изгледа инфекцијата со допир на овие апцеси, но има и една епизода со орда на печуркари, ама сметам дека премалку се искористени во оваа серија која што
трае 9 сати и мислам дека барем во една епизода треба по неколку напади да има, да не се штетат парите на тоа, заради тоа што за шминка барем може да се долови по запрепастувачки сцени да има. Поглед на флешбек, како млади ги забележуваме пред апокалипсата и потоа, а жанровски е survival филм, односно survival серија, односно постапокалиптична мелодрама со трилер и хорор елементи, се говори на англиски јазик. А поглед на недостатоците, карактерите сметам дека се недоразвиени епигони од архетипи, нема доволно, уште еднаш ќе посочам, инфицирани, кои што треба да ја донесат тензијата, за разлика од луѓето кои што стануваат се поголем непријател во оваа серија. Причина појави која што јас ги замрази Walking Dead да ги гледам и ги откажав додека одеше овој серијал и сите негови итерации, иако ги сакам првите 6 епизоди, например, од Walking Dead, поради Френк Дарабонт направи една конститутивна, издржана сезона. Меѓутоа во Last of Us има многу повеќе празен од колку што јас би сакал, има непотребни флешбеци кои што не ја придвижуваат приказната, не даваат со дополнително знаење, односно се ставаат тие во преден план наместо закана да имаат за ликовите од страна на печоркарите за да се држи ангажиран гледачот. Така што ова мислам дека се проблематики кои тоа како треба сериозно да се размислат од страна на екипата која што работи оваа серија. Континуитетот на епизодите според мене не е задржан. Првите се предолги и има, односно предолго бесцелно талкање во оваа серија во која што не е запознаен гледачот со нови информации, со секоја епизода која што би се оправдало тоа, ајде да кажеме, таа одисеја која што се прави на Среда Америка во поглед на градењето на ликовите. Джоел и Ели се носечките ликови, има неколку кои што доминираат во една епизода, како нивен пит стоп и исчезнуваат, односно Джоел и Ели се најнеинтересните за следење, затоа што се пластични преупотребени, конкретно се пресликани од самата видеоигра и се некаков си пластилин кој што е земен во рамките на зомби сериите или воопшто филмовите кои што се веќе препознатливи за самиот жанр, односно за самите преживувачи. Во поглед на адаптацијата, интертекстуалноста се базира на видеоиграта, истоимената видеоигра од 2013-та, со тоа што во видеоиграта имаме и отровни гранати кои што и фрлаат овие зомбифицирани печуркари и мора да се носи маска во нивно присуство, односно само или нема потреба да ја носи, меѓутоа сите останати мора да носат маски. Сега тоа лимитира во филм, нормално нема да се забележи експресијата на актерите. Меѓутоа има, например, љубовниците не се толку интимни како што се во серијата, во самата видеоигра и самото дете, односно малото братче не е глуво. На страна од тоа, функционирањето на самите зомбија во форма на ројна пчели е додатокот кој што е направен во ТВ серијата и, например, во самата игра не постои кетлини, подетално се разработени одредени ликови и нивните намери во рамките на оваа серија, како некаква си аналогија. За филмски остварувања сите филмови на Џорџ Ромеро може да се земат како предвесници за спорите зомбија, за брзите зомбија, барајте ги кај Дени Бойл, а може да се напомене и The Road, например, како еден филм на епопеја низ американската дивина во постапокалиптичен сетинг, како една визуелна инспирација повеќе за оваа серија. Слични серии на неа се The Mist, Walking Dead со сите итерации, значи сите приквели кои што и да излегува во контекст на оваа ТВ серија, потоа The Rain, Z Nation, The Leftovers, Station 11, Чернобил да ја напоменеме тука, The 100, Glitch, Watchmen, All of Us Are Dead, азиската серија, потоа Black Summer, сериализираната 12 Monkeys, The Handmaid's Tale исто така е во една футуристички свет, Jeremiah, The Last Ship, The Stand, култната серија на Кинг, потоа Star Wars-овата The Mandalorian е на епопеја, Into the Night белгиската серија која што се снимаше и во Македонија, исто така е една апокалиптична визија има во неа, Coming of Age, односно ТВ серијата, Young Adult серијата Sweet Tooth,
корејската се извинувам Kingdom, потоа веб серијата Day 5, сите тие допираат до постапокалиптичен манир, некои од нив се од зомби провениенција, некои други се пресликување само на тоа што човек на човек може да му биде волков поглед на атмосферата. Во оваа серија тензична, гледливоста е делумно загарантирана, убедливоста е постигната. Поглед на епилогот, Джоел е тој кој што ја лаже Ели дека ќе соработува со докторите кај светулките, всушност ги убива и ја киднапира со него, а таа ја има довербата веќе во него, што е нели убав клифхенгер и отвара полемики дали е или не е исправна таа одлука. Джоел не сака таа да е убиена за да се направи вакцината и ја носи има намера да ја однесе кај неговиот брат да ја заштити и не сака да помине уште еднаш низ процесот на губиток како што го направи со неговата ќерка, посебно не за доброто на општеството. Сега себичното е ставено наспроти општото добро, односно индивидуата наспроти колективот. Да не се занесуваме дека Fireflies, например, имаат, односно бунтовниците, имаат медицински капацитети за создавање и споделување на вакцината и прашање е колку рамноправно тоа ќе биде спроведено со оглед на тоа што многу добро се сеќаваме како доаѓавме сите до вакцината во ковид пандемијата и кога всушност ја добивме и со кои жртви, така што барем во оваа постапокалиптична јама 20 години по пандемијата, не знам баш колку би имале доверба во овие бунтовници кои што може да станат и поголеми фашисти од самите војсковоци, односно самата Федра. Серијата, ако не се лажам, 20 до 25 часа е првиот дел и вториот дел исто така трае толку сати, доколку се игра во една насока, а 9 часа трае серијата, така што и тоа како многу време е потрошено за потребите на серијата за да се покрие една игра. 8 од 10 е мојата оценка за од The Last of Us, а поглед на продолжението се разбира дека ќе има и тоа е одобрено од страна на HBO, затоа што треба нели тоа да оследи действието на вториот дел од видеоиграта и да се надеваме дека ќе бидат поинвентивни таму и ќе видиме повеќе зомби. Мислам дека серијата има поголемо културолошко значење, отколку што однесе некаков си невиден квалитет во модерните серии, не дека внесе, но не се ни сомневам дека ќе падне некој Еми за серијава, например, иако заслужено ќе биде ако конкурира со Ботол епизодата за љубовниците, ама најчесто сериите конкурираат со пилотите или па со епилозите. Во вториот дел од видеоиграта, Ели оди во болницата од каде што ја изнесува Джоел, со тоа што се обидува да ја дознае вистината што се случило таму, односно неговото избивање и убивање на сите доктори и се оддалечува всушност од Джоел кога ќе ја дознае таа вистина, за тоа што таа, например, би го дала животот за вакцината, односно за општото добро, за разлика од тоа што Джоел ја носи таа одлука во нејзино име, односно ја одзема таа можност. Во првата игра го гледате светот низ очите на Джоел и играте со него и на тој начин колку и да не ви се допаѓа одлуките кои што тој ги прави, се соживувате со него и може да погледнете низ неговите очи и да согледате како и зошто всушност тој доаѓа до тие одлуки и се поврзувате, неизбежно е се поврзувате со него, а во втората тој е жртвата, со тоа што Ели започнува одмазда за тоа што му се случува на него и всушност по првите 10 часа играње во вториот дел на играта гледате повторно низ еден антагонист, во таа ситуација Еби, која што ја прави една одлука која се надевам дека ќе може да погледнеме и во ТВ серијата или воопшто нема да мора да погледнеме, меѓутоа убаво е да се соживееме и со тој лик и да погледнеме зошто всушност ги донесува тие одлуки кои се последиците со оглед на тоа што ништо не е црно-бело во овој свет, па дури никога се бори заедно со Ели за незиниот живот и доаѓа барем во видеоиграта доаѓа до едно помирување и се постава прашањето за кого ли и зошто ли вределе сите тие жртви кои што биле направени. Така што, ако ви се допадна нешто од сето тоа што ви говорев за Last of Us и ако досега не сте имале можност да ја погледнете, топло препорака е да го направите тоа.
додека сме кај гледање и искусување на културата и уметноста, само да ви напоменам дека во тек е одбивањето на Златна рамка, односно на домовите на македонски филм, кој што може да и проследите во Младинскиот културен центар и во кинотека, кој што ќе се одвива од денес до сабота, каде што може да и погледнете тие 13 долгометражни, краткометражни играни и документарни филмови кои што беа продуцирани во изминатата година во нашата држава. Потоа на 12 мај концертот на Ватаин Болзер и Concrete Winds во Младинскиот културен центар и секако во Битола го имате Metal Discharge, четвртото издание на метал фестивалот на ракометното игралиште на 10 јуни кој што ќе се одвива оваа сабота. Во буква имате петата поетска епизода, односно поетиката на питоресното, потоа во моментално се одвива настаните на филмската азбука во Котур, посветени на Столе Попов, односно на неговата филмографија. Поставена е самостојната изложба на Наташа Гелева Пантереј во КСП центар Јадро и секако не смее да се заборави 29 април Најл доаѓаат во Скопје со концерт во Младинскиот културен центар. Во Куманово започнува Филмај на 30 мај, односно филмскиот фестивал за краток филм во Занечискиот дом и 30 јуни до 2 јули до фестивал 2023 година во Дојран. Така што, накратко, ова се културни манифестации каде што јас ве повикувам да погледнете, да слушнете, да забележите што точно се одвива и случува во нашата ни држава на културно поле, а за крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме на композиција, толку кратки сме со време, од Acid King, односно од култниот стонер и дум метал бенд кој што го издаде нивното ново студиско издание именувано како Beyond Vision, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Сан Франциско, од Калифорнија. Ете, денес се дружевме исклучиво со бендови кои што доаѓаат од американското тло, во контекст на тоа дека во Last of Us се трага од еден крај на Америка до друг, така и на музички план ја прошетавме Америка од сите страни. Ќе слушнеме насловната тема Beyond Vision и потоа, доколку имаме време, ќе ја слушнеме по една композиција која што ја работат Ена Густаво Сантолала и Дейвид Флеминг за потребите на The Last of Us, односно композиторите на ова ТВ серија. А вие го слушавте 106-тото издание на емисијата TV103 со Златко Ѓелевски, кај што детално ја анализирав првата сезона од серијата The Last of Us. TV103 е уникатен сигнал кој се појавува секој четврток нова фреквенција и во рок од 2 часа ви нуди длабински поглед во значењето на актуелните ТВ серии. До наредното издание, гледајте ТВ серии и останете вклучени.